Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Исмет Рамадани. Скопјанец, рачиновец, професор по хемија, директор на гимназија, пратеник во првиот плурален парламент и нешто и потоа, уште 3 мандати, значи вкупно 16 години, преседател на Евроатланскиот совет на Република Северна Македонија. За својата животна и политичка биографија самиот ќе ни каже уште по нешто. Исмет Рамадани, добре дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. Ово уште по нешто за вас, за гледачиве и за помладата генерација. Ке почнете од Рачиново, од фудбалот, или ќе завршите со Евроатланскиот совет? Да, јас кога завршив факултет, тогаш меѓу ретките, односно, не знам како тоа звучи, прв бев во Рачиново со факултетско образование. И е нормално дека имав обврска моја да направам нешто повеќе во однос на младите, за да тие успеат во образовниот процес, едукација, спортот и многу други работи. И знаете, кога си се наоѓаш во такви средини каде што само по себе ти се дава таа предност ти да бидеш меѓу тие кои значи имаш иницијативе и така натаму, па почнавме со спортот, со младите луѓе таму, па после направивме нешто повеќе во тоа што е културен живот. Иако морам да ви кажам дека во тоа време не беше така лесно, многу требаше да се внимава во однос на тие идеолошки определби и сето тоа ми правеше помалку проблем, меѓутоа имав една среќа во тој систем што брзо стекнав пријатели во така наречени првите либерали. И после дојде плурална Македонија, Рамадани стана пратеник. Со една реченица, во една мисла, во однос на сега, сите го фала тој првиот парламент, нормално јас го паметам. Кој е вашиот печаток од натре во однос на сегашнава структура пратеници? Прво, функцијата пратеник ја свативме многу сериозно. Второ, системот, односно моделот, тогаш беше мнозинскиот систем, така што личностите беа важни, не беа непознати и во крајот каде што живеа и веројатно работеа, а во исто време не бевме толку под диктат на лидер или на партијата, малку полесно се определувавме за да ги искажеме нашите мислења, нашите убедувања. Второ, без разлика што имавме спротивставени ставови, затоа што беше почеток, ни се брзаше да стигнеме до таа сонувана демократија и институционално да се изведе државата. Да се интегрира државата. Меѓутоа, тоа човечкото и взаемното почитување беше на ниво, морам да ви кажам. Дури еднаш се сеќавам на говорница, се обратив до граѓаните, пошто тогаш, знаете, вие исто така со вашето искуство, дека многу се гледаше парламент. И еднаш им се обратив на граѓаните, немојте вие да подпаѓате под влијание, нервози и така натаму, затоа што во првата пауза ние што тука имаме спротивставени ставови, на кафе се гледавте во фоајето на собранието. Пиеме кафе и продолжуваме со дебата. 16 години, малку ви досади 16 години да си биде пратеник или во сите мандати имаше по нешто Исмет Рамадани да даде? Едно прашање што и самиот во себе го поставува почесто. Морам да ви кажам дека последниот мандат веќе моето појавување пред микрофонот во собранието почувствував дека што е многу
Наместо посебно- народен пратеник, повеќе државен службеник излегува. Да, така излегува и некако толку се изнакажав во сиве овие години, а посебно ми правеше помалку и нервоза тоа што се повторува. Добро, и дојде ред на Се помладите. повторува Рамадани. многу работи, дојде, Така, да. дојде ред на помладите. помлади, И тука- сега што се случува во парламентот еве со помладите? Тоа ми е поентата на прашањето. Морам да ви Ова кажам денеска. дека промената, иако се работи за 25-30 години, меѓутоа промената е голема во однос на поставувањето на самите пратеници, во однос на одговорноста и во однос на тоа што значи послушност. Мислам дека премногу се послушни Спрема партијата. спрема партијата, лидерот на партијата. Второ, Значи, не наместо знам, мислечка не и знам. креативна машинерија, парламентот е што? Полтронска машинерија. полтронска и тоа е, послушноста е преголема и малку има иницијативи од нивна страна. Јас во последно време ретко слушам да има иницијатива за одреден закон или некој акт кој треба да помине во собранието да биде со иницијатива на пратеник, група пратеници. Не стигна после колку години, а тоа неколку пати, тогаш ние мислевме дека ќе ја постигнеме целта да собранието биде таа која ја контролира и власта и другите институции во државата. Напротив, се случува нешто друго. Другите институции многу повише имат влијание во собранието, кај пратениците, дали се лукративни работи, дали се работи кои ептен се поврзани со интереси. Добро, излегува дека во политиката денес се влегува само од интерес. Па тоа е најлошото. Не Кога знам велам дали интерес, младите личен генерации интерес, не ти општествен можеш и да ми државен. веруваш дека првиот состав, еве јас кога ме кандидира за пратеник, јас не знаев дека ќе имаме и примање во собранието. Волонтерски. Не сум мислел на тоа. Мислев дека ние ќе работиме во наши веструки, таму каде сме, па и така беше. Јас година и пол кога бев пратеник, дури бев пратеник и во Сојузното собрание во тогаш нели првата делегација која ја водеше Петар Гошев. Значи Белград и Скопје, во исто време и моите предавања во Зеплюш Марку. Значи не очекував јас дека добро, тој после и со закон се измени. Да, стана политиката се пратеник, професионализира. да, стана Каде е сега Исмет Рамадани? Не политички, туку партиски. Историската ПДП уште живурка. Ако јас сум ПДП. Да, живурка. Живурка. Генерално, мислам како мислам, партија, како функција, она е жива. Функционира веќе партијата за Но демократска си има председател, уште е жива, регистрирана е. Регистриране, дали е пререгистрирана веќе не знам. Последниот обид беше кога веќе живна малку партијата и јас бев иницијатор да кога се појави Зоран Заев на челото на Социјалдемократскиот сојуз и после тоа имав неколку разговори да биде прва предизборна коалиција со Социјалдемократскиот сојуз тогаш. Значи тоа е 5 години. Да, но еве Беса тоа го направи. Беса го направи после 3-4 години. Тогаш ние нешто немавме заеднички со Социјалдемократскиот сојуз затоа што имавме едно минато, но Рамадани, имам на ум подолу прашање токму ново околу коалициите македонско-албански, што е малку тренд, што е за поздравување или не, ќе ни објасните ви од ваш аго. Сега сум председател, вие кажавте, на Евроатлантскиот совет на Северна Македонија, во исто време надворешен
сум советник на премиерот Заев. Првиот мандат на Заев бев за советник за НАТО. Завршивме со НАТО и второто полувреме беше тие вредности што ги промовиравме, да можеме сега да ги имплементираме. Сега да ја кај кажам, нас и во завршивме со во НАТО, окружување. сега сме како Македонија земја членка на НАТО, равноправна, нели 30 поред, тако е бројката, некоја символика. Има ли сврха сега овој Евроатлантски совет да функционира, да постои? Или од причина која сега ја спомнавме дека идејата, нели, теоријата треба сега да се практицира? Па знаете како, Зоран, јас се извинувам, Зоран, зашто ние се познаваме многу години и тука сме некаде со нашите искуства. Се додека постои АТА, така наречена Atlantic Treaty Association во Брисел, пошто седиштето ни е во Брисел, ние сме асоцијација, односно во 38 земји има вакви слични организации, како сестрински организации, каде што членуваат 30 организации на членки на НАТО и аспиранти. Ние до пред една година и пол бевме во аспирантите, сега сме, значи, и во како членка на НАТО, затоа што ние соработуваме со тој цивилниот, односно дипломатскиот дел. Има во НАТО посебно оделение, односно посебна структура, која се вика дипломатска дивизија за Public Division Diplomacy, која се бави со проекти кои се од цивилната сфера, дипломатијата, политиката на НАТО и тука успеав не само јас, затоа што првиот председател беше Нано Ружин, Еленовски, па третиот сум јас. Ангажираме млади луѓе од кај нас, кои влегуваат веќе од почеток во некои ангажирања кои на еден начин ги доведуваат во ситуација само по себе младите да влезат во една конкуренција меѓу себе. Исмет Рамадани, сега сакам да се простриме малку на овој домашен локален терен, заврши локалните избори. Што му се случи врз основа на вашето богато политичко искуство? Што му се случи на Социјалдемократскиот сојуз и што му се случи на Зоран Заев на овие избори? Се случувало и порано, меѓутоа ова беше малку по драстично. Социјалдемократскиот сојуз изгуби од Социјалдемократскиот сојуз. Ајде малку да го објасните во Да реченица. го објасниме ова, затоа што излегува дека којните политички, чаршиски, кафански се точни. Дека се точни затоа што самиот факт што толку малку излегува на избори, сите тие граѓани кои по концептот, опцијата припаѓаат или се членство, мислам, членови на Социјалдемократскиот сојуз или се симпатизери. Добро, но за НАТО зборувавме. Ако Зоран Заев успеа Македонија да ја внесе во НАТО, генерално како заслуга најмногу на водечката личност премиер, ја туркаше таа агенда, помина низ премрежија разни со преспанскиот договор и така натаму, турбуленции, тие луѓе што станаа дома, што велите, нели поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз, дел направија листи, нели независни, дел останаа дома, велите. НАТО не им беше доволно да кажат да нашава партија или ние симпатизерите на оваа партија треба да помогнеме? Да, тука самото прашање веќе твое го дава и одговорот, малку е зачудувачки како е можно, пошто секогаш е предпоставката дека членството
и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз се луѓе кои размислуваат со своја глава и знаат што е добро и за државата и за граѓаните. Меѓутоа, не сум некако сигурен дали тие го прифатија ова едно општество за сите, дали таа критична маса беше доволна во самиот Социјалдемократски сојуз, затоа што мисионерот или човекот кој го водеше тој концепт, Зоран Заев, толку направи толку даде од себе, се разбира и од одредени луѓе подпомогнат во сето тоа. Меѓутоа, дали ја премина таа граница каде што веќе се создадува услови за да успее и понатаму овој концепт или Но малку ако ги подотвориме очите и околу ова едно општество за сите, можно ли е граѓаните да не ја гледаат државата како една држава за сите, која треба да продуцира едно општество за сите? Дали тука падна владата на Зоран Заев и Зоран Заев? Дали сме сите еднакви во државата? Тоа чувство го имаат ли граѓаните? Може ли тоа да биде? Не, тоа беше почеток за да ја чувствуваме сите. Еве, јас од моје искуство памтам, сега од слободните разговори што ги имам, пример со албанците. Јас немам период или време од мојата политичка активност кога албанците биле полојални кон државата него сега. Ке зборуваме за феноменот коалиција македонско-албански. Феноменот прво да го видиме како дојде до ситуација со појавување на Заев и концептот. Кога велам Заев не бил сам, веројатно. Се дојде до едно сваќање на луѓето дека навистина добро е ова што имаме еднакво општество за сите. Јас примерот го земам со Арачинова, каде што долги години бев и нивен представник, односно пратеник. Доскоро и СДСМ имаше. Да, и СДСМ победи на изборите, мислам, предпоследните локални и парламентарни, така што тоа е знак или символика која ни значеше многу на сите. Може ли таа порака едно општество за сите, тој слоган се уште, како што велите, може би се уште многу малку од граѓаните тоа го доживуваат така. Може ли тоа да е иницијалната, што се вели, каписла која Беса ја смести во коалиција со СДСМ, значи една албанска партија, малку со потврда програма околу националното, да ја смести во една по-демократска, да речем, условно поширка програма која што е на социјалдемократска. Мене ми е жал што првиот човек на овој концепт се повлекува не затоа што нема да има замена, ќе продолжи животот, ќе продолжи политиката и така натаму, него тамам почта и другите политички партии да го сватат тоа дека рововската политика, дали национална или националистичка и така натаму, веќе не е продуктивна. Потрошена дури и во групните интереси. Значи нема популизам од тој тип. Да, затоа што една ВМРО ДПМНЕ која пак се врати, свати, да паѓајќи го Заева во исто време, свати дека без албанска партија или албански партии, коалиции, нема шанси да преземе власт, генерално. Да се преземе власт. Ајде вака сега, токму околу тоа. Сега и вие, сакав јасно, еве, вие ме префрливте на другата половина на теренот. Таму се ВМРО ДПМНЕ Алијансата алтернатива во моментов. До деценија две на Орелот му сечеа ногти. Што се случи во позитивна смисла, јас тоа го гледам. Значи, СДСМ ја повлече, еве и ВМРО ДПМНЕ сега,
од лукративни или причини, поради дуи да падне од власт, од конкуренција некоја во албанскиот гласачко тело, дури и не е толку важно, но ќе функционираат ли тие, условно да речем за сега меѓуетнички коалиции, и второ, има ли шанса Македонија брзо, покрај таа теза за едно општество за сите и една држава за сите, многу брзо да прави природни коалиции на едни партии во кои без оглед на која националност припаѓа, ќе припаѓаат на некоја идеолошка матрица. Постојат ли такви можности конечно предизборни? Постојат, меѓутоа почетокот е само желба за власт. И желбата за власт... Добро, партиите и постојат да бидат на власт, не се формираат за да бидат во опозиција. Меѓутоа, во таа желба за власт доаѓа до приближување на политичките партии од различна национална припадност, од интереси, така почнува. Меѓутоа, кога ќе почнат да владеат или да соработуваат институционална и така натаму, тогаш веќе само по себе се создава таа комуникација, која има разноликост, има за обични интереси, лични интереси, групни интереси, институционални интереси и државни интереси. Нема време за емотивно национални изливи во практикување на власт. Таа привилегија останува уште на опозицијата. Самите институции дават и една друга можност, пошто сум поминал низ тоа, дури ги доаѓат до една, се рафинираат самите луѓе. Од тој примитивен национализам во институција он полека се рафинира и сваќа дека не е се како што мислел пред да биде во институцијата, да раководи институција или орган на државата, тогаш веќе се менува, мислам, во однос на таа политичка култура, култура на комуникација. Добро, Рамадане. Значи, еволуираме во позитивна насока, како добро ве разбирам, генерално политички. Да, генерално да. Можам да разбирам дека сте, може би, емотивно врзан за Зоран Заев, бевте негов советник и така натаму, поддржувач на некој начин. Едно општество за сите е мртво со одењето од политиката на Зоран Заев? Или има некои коренчиња кои ќе продолжат да виреат? Не, мислам дека не е мртва, затоа што самото влијание на Заев во концептот веќе има луѓе кои бевме околу него, беа околу него и верувам дека нема да отстапиме така лесно. Ова ваше 30 годишно интензивно следење на политичките процеси и во нема да се давали за право да верувате дека ми дава, знаете зошто ми дава дека етничките теми и прашања ќе ги маргинализираме до крај и тука само да ја прашам дали има шанси и дали има потреба нешто и во уставот да се промени конечно околу проценти и така натаму. Граѓанско општество можно ли е со такви брани ограничувања што ги имаме во уставот или може конечно да се направи една уставна платформа во која вредностите на граѓаните ќе доаѓаат до израз, а не нивната национална припадност. Во таа смисла. Па знаете што ова е поврзано и со нашиот напредок кон евроатлантските, односно европските интеграции сега. Ако тие вредности за кои ние стремиме треба да бидат наши секојдневие утре, тогаш во тие вредности и со тие вредности најблизок концепт, најдобар концепт е граѓанскиот концепт, односно општество, еднакво општество за сите. Лидершипот. Јас не велам дека тогаш нема да се негуваат националните потреби, националната култура, јазикот, посебностите и така натаму. Но партијски директори барем не мора да имаат по секој цена, и тоа ми е спорот. Во разни кризни ситуации, како што е певи ова со ковидов, две држави, не е ништо непознато, членки на НАТО, сега Македонија, Република Северна Македонија и Република Бугарија, имаат спор. Не е непознато земји членки на НАТО да имаат спор, како што најфлагрантно е Турција и Грција. Но
Како гледате вие ова со Бугарија? Сепак има ли шанси негде да се најде некој процеп да се крене рамката за македонскиот почеток за евро Вака, интеграција? да бидеме реални, поаѓајќи пак од нашето искуство, проблемот со Бугарија е сериозен. Меѓутоа, тука е придобивката. Ние сме членка на НАТО и ние сме сојузници со Бугарија во НАТО. Тоа е една можност да нашите заеднички сојузници да бидат искрено инволвирани во проблемот, за да може да се извлече тоа што е најдобро. И верувајќи во тие европски вредности или евроатлантски вредности, тогаш мислам дека Бугарија се наоѓа сега во потешка ситуација, односно состојба, за да се извлече од ова ситуација. Зошто? Прво, Бугарија треба да знае дека и таа кога влезе во Европска Унија и во НАТО, односно во НАТО од 2004-2007 во Европска Унија, и таа тогаш и тие знаат дека не биле исполнети тие критериуми и стандарди. А зошто влегува? И тој одговор тие го знаат најверојатно, поради геополитиката или стратешките цели на НАТО и Ќе на успели и тоа европските Бугарија земји. да го разбере? И па ќе Каков е- успее. Тврдат дека никакво странско влијание меѓународно, ни Брисел, ни Вашингтон можат да ги предомислат во некои нивни тврди позиции, Зоран, со дека свесни сме и двајцата и знаеме веќе дека таа нивна декларација од парламентот пред 2 години, ама баш ич не им се продаде во Европската Унија. да, но на таа и денеска се вадат дури Се и вадат, последните меѓутоа, изјави во и исто на време- Петков и на кандидатот за премиер и на вториот мандат на Радев настапи со тоа дека ќе се држат до парламентарната резолуција. Можат ли да ја променат? Треба прво да ја променат. Дали во парламентот ќе ја променат или ќе барат прво меѓусебен компромис тие, Во рамки на таа во нивна рамки на декларација. нивната Да. декларација, не велам со нас, него нивен компромис со самиот факт дека геополитиката притиснува сериозно кај нив. Во однос на Во рамките на вашиот совет стратешките- НАТО, имате ли такви контакти, разговори на тие теми? Имам. Еве, јас јавно ќе кажам, јас сум бил 2-3 пати во Бугарија и баш за Што овој велат проблем. вашите колеги за овој Па, проблем? јас, Решлив е или не решлив е во сите оваа тие, фаза? сите тие кои се организирани во Евроатлантскиот клуб Совет нивен, сите тие мислат исто како што мислиме ние. Ви јавно веројатно настапува Вие со своите веројатно ставови. како име кај нас е познат Соломон Паси, кој беше бивш министр во владата на Бугарија. Тој веќе со, ајде да кажам, до својата дружина. со луѓето. Зборуваме сега, еве, ја наметнавте вие со право нормално кога зборуваме за овие билатерални односи, геополитиката. И сега имаме од една страна Курти, шефот нели на актуелен на Косово, ако може така да се изразам, кој му нуди на рама на колегата свој премиер обединување на Косово со Албанија во фаза на уште конфликт меѓу Приштина и Белград. Што ќе се случува? Рама како на шега рече дека ќе гласа на еден таков Да, референдум. тие тоа, да, ги слушнав јас. Што е политиката еве на Косово кога зборуваме за мир во регионот, за дипломатија, за политичка Мислам стабилност и дека така Во натаму? самите тези имаш правото да кажеш. Тоа беше една провокација. Знаете зошто? Тоа беше фрлена ракавица за Белград, побрзо да се реши проблемот со Рама со отворен Балкан, со Опен Балкан, работи се уште со заев да речеме со нашиот премиер, председателот на Србија. Курти рече не на отворен Да. Балкан. Ако Рама одлучил да ги отвори границите со Македонија и со Србија за тие 4 сегменти, односно работи кои се многу важни. Главно е економија, движење луѓе, капитали движење и така на луѓе, натаму, капитал. царини. Тогаш он беше доста
на еден начин критикуван од интелектуалци во Албанија дека како е можно ти се отвараш према Србија и Македонија, а не се отвараш према Косово. И не знам ако сте следиле пред 3-4 дена ти имале заедничка владина седница, косовска и албанска, и таму се подпишани неколку, мислам дека 5-16 меѓудржавни договори, меѓу другото не и ова нон-стоп, односно да не застануваат воопшто на граница. Па практично излегува дека и за Косово Србија е отворена преку Албанија. Така, значи, добро го насетив тоа. Значи, Косово сега влегува во овој преку Албанија, затоа што ако се отвара со Албанија, Албанија е отворена од другата страна. Тоа а и на Косово и на Србија им треба море сепак, нели? Го избегнува таа позицијата подчинета сега се уште од Вучич, односно од Србија, за да можат, како што траат преговорите, разговорите, утре тие да бидат спремни да бидат дел од ова Open Балкан или понатаму може да биде Евробалкан и така натаму. Мислам дека таа блискост со формални граници, без разлика дали го кажува некој или не, тоа доаѓа со самите вредности на Европската Унија. Рамадани, зборуваме и за отворен Балкан. Процесите ќе се движат натаму, но споро одиеви и Македонија и Албанија поради Македонија и поради Бугарија во евроинтеграциите. Кому одговара, кому не одговара всушност интегриран Балкан? Москва може би во прашање нешто кинеска некоја политика визави Србија, инвестиции, милиарди долари и така натаму. Прво тоа се значи прашањето ми е кому одговара геостратегиски гледано нестабилен Балкан. Колку ние сме отпорни. Ние сме членка на НАТО и уште некако како да не го сваќаме тоа дека сме членка на НАТО. Кога се зборува за нас внатре, и се уште подпаѓаме под некои влијанија кои сега веќе е минато. Ние сме во НАТО. Се отвараат теми како да не сме членки на НАТО. Како да не сме членка на НАТО. Јас мислам, а од друга страна, политиката, односно влијанието на Русија и Кина, тие со нивното влијание сакат да докажат дека и НАТО е промашена инвестиција, и Европска Унија ќе биде промашена инвестиција. Подобро вие сватете го навреме тоа дека треба да бидете, значи, во некој наш сојуз и така натаму. Добро, ние имаме цели политички партии регистрирани, настапуваат на избори со тие тези за кои вие зборувате. Меѓутоа, Зоран, ние направивме едно истражување, пошто сме членка во тоа истражување со Глобсек. Вие знаете, таа реномирана организација со 8 држави од Централна Европа и Балканскиве, и ги споредувам бројките на влијание. Бога ми, подоста влијание имаме од, мислам, кинеско и руско, пошто истражувањето е направено во таа димензија. Да речеме кај нас, уште еднаш прецизно, за какво истражување станува збор? Збор влијанието, руското и кинеското влијание во Централна Европа и во Балканскиве. Што вели за Балканот податоците? За податоците велат вака, пример, кај нас е 25% влијание кинеско-руско. Кинеско или руско или кинеско-руско? Што значи тоа во капитал, во дипломатија, во политика, во што? Тоа се области, 4-5 области. Во политиката 25%. Во јавноста е кај нас некаде околу 39%. Руското влијание. Кинеското е помало. Меѓутоа, тоа се оправдува до некаде поради словенското потекло на овие културолошката матрица и така натаму. И тоа е, меѓутоа, во твојата фела ти велам. Знаете дека за нас тука веќе скоро 40%
постои влијанието. Тоа е фрапантно. Во медиумите? Во медиумите. Руско-кинеско влијание, уште еднаш да прецизираме. Да. Во како се материализира тоа влијание? Како тоа изгледа? Па тоа Како се препознава? Како го детектирале? Тоа мислам дека и се гледа, се приметува од медиумите начинот како толку малку го промовираат НАТО, малку го промовираат, ги промовираат евроатлантските вредности, малку се наклонети кон опциите кои се блиску до евроатлантските вредности. Можно ли е Зборевме ли ние за едно општество за сите и граѓанскиот концепт? Мислам дека со малку размислување... Можно ли едно такво влијание за кое вие зборувате врз основа на тие индикатори што ги има во тоа истражување да влијаат и врз изборните резултати еве на последните локални? Па да. Влијае затоа што ако медиумите се под такво влијание, нормално дека Само во преку овој медиумите? случај коалицијата или коалицијата која промовираше едно општество за сите или која промовира најмногу евроатлантски вредности, интеграции, тука... Добро, може ли да констатираме дека Македонија како членка на НАТО е се уште НАТО не отпорна на влијание? Па да, НАТО е отпорна, меѓутоа ние кога влеговме во НАТО, во исто време ни се случија работи кои се од природата, работи како што е пандемијата. Ние дури не можевме да ги видиме резултатите од членството во НАТО. Травматично беше влегувањето во НАТО и со преспанскиот и така натаму. Травматично беше кај нас и со промените во однос на името и така Има натаму. муабет што се вели со вас до бескрај и на актуелни и на теми од некогаш и на теми сега и за теми во иднината, но за жал нашето време истекува. Исмет Рамадани, каде е натаму со вашата политичка или животна или работна кариера во два збора? Јас навикнав во животот да ме гледат другите да видат каде треба да бидам. Мислам дека од Тоа се вели Исмет Рамадани на располагање на општеството и на државата. Да, во секојдневие треба да го имат во предвид, сакам да звучи скромно, меѓутоа тоа е тоа. Јас 12 години бев во Интерпарламентарна унија, имам преку 200 конференции меѓународни надвор од земјата. Поминав, што би се рекло, од Манила до Сантјаго, и Вашингтон, Брисел и овие. Имам познанства секаде, затоа што каде и да одиш, една визит карта ќе земеш. И сега сакам да бидам многу директен. Државата инвестираше во мене. Трошеше пари. Секое одење во сите овие меѓународни конференции. Да, затоа сум тука на располагање. Јас досега не знам колку дадов за ова општество, за државата. Меѓутоа се уште се чувствувам. Граѓаните ве 16 години ве избираа за пратеник. И сега имаме можност да се надевам за нови за нови времења, за нови анализи и да ни раскажете друг пат каде сте тогаш во тој момент. Дистрикт, Цил пред студио. Исмет Рамадани, ви благодарам. Благодарам за поканата.